Старите Велешани беше незамисливо својата веселбата во семејството, во домот, да ја организираат без велешка чалгија. Како е денеска? Овака, значи да бидеме реални и да видиме нашо вистиното. Старите се уште ја поштуваат велешката чалгија, така да за старите мислам дека е незамислива музиката без велешка чалгија. Значи колку и да има ново компонована музика, мислам, електронска музика, они се сепак љубители на велешката чалгија. Кај старите постои тоа, додека помладите некако некои се враќаат на тоа, а некои едноставно не заинтересирани. Што најчесто се порачува? Видите, да кажеме, значи да бидеме реални, дека чалгијата е специфична музика, така да во чалгијата не можеш да бараш, да речеме, секаква песма. Мислев на оро. Да, тоа сакав да кажам. Значи, чалгијата си има специфична работа, специфична музика, специфичен репертоар, што можеш да го свириш само чалгаџискиот репертоар. Ние се го свириме и другиот репертоар, ама не е тоа со тие инструменти не личи. Значи, иначе ора се свира, чалгаџиски ора се свира, чалгаџиски песми свириме. Си играли рамното велешко? Без тоа нема. Значи, без рамно велешко, без невестинското, без песми некои што се на којник дојќа да има бузана, ред многу велешки песми ги свириме, така да без нив веселбата не поминува. Што ги им препорачате на младите? Па на младите би им препорачал само едно, пошто некако ја заборави велешката чалгија, а не си љубители, кога ја слушаат, осеќам, ги гледам, кога имам прилика некаде ги гледам дека ги допира, подрипнуваат, подигруваат, ама некако не знам што е работава кај нив. Јас би им препорачал да си го држат традиционалното што го имаат, пошто Велес беше велешка чалгија една у светот, можам да кажам, и сакаме да си ја сачуваме таа традиција, ние поново ја враќаме назад, се трудиме, толку години обстануваме, се трудиме, ја враќаме назад и за младите да има, така да за сега во овој состав имаме и свој специјалитет, инструмент кој не беше во чалгијата еден век, значи да се разбереме. И сега ние успеавме тој инструмент да го донесеме и нудиме на младите да не повикаат на нивните весели, ќе го видат тој инструмент и ќе Како се вика, квалитет. Инструментот се вика канон. И секој ден не може да свири канон? Не може, значи што е најзначено, секој ден не може да го свири канонот. Јас му благодарам на колегата што се нафана и што дојде, што не беше тука, беше во Германија, што дојде, што се нафана тука да биде со нас во чалгијата, му благодарам. И почнавме да работиме, младите нека го осетат тој инструмент и нека видат дека чалгијата со тој инструмент има подруг репертоар. И да го спомнеме колегата? Колегата се Елезов Мамер. Се вика, му благодарам. Значи, им препорачувам на младите, нека слушаат, не мора да нека послуша малку, па нека си процени дали вредиме за тоа. А јас мислам дека вредиме, затоа што велешка и да научат да играат ора. Нека учат. Јас би сакал да учат, би сакал се да учат и ората, би сакал и песмите да ги знаат, што ги исполнуваме, макар да они се малку осврнати на друг стил на музика, али сепак да речеме, не рековме, секоја свадба, секоја свирка без рамно белешко не бива. Без на кој ни дојде да имам не бива. Значи тие се карактеристични песми. Они се имам да шетам по бузана. Што и се имен? Они се веселат со тие песми. Значи гледаш како Сер без домка. Ред чалгаџиски песми. Јас за Сука и Васе, што мене не те моментом не ми текне, на колегите ќе ми текне па ќе ви кажат. Фала.